Почитувани, како што најавивме, денеска ќе зборуваме на тема манифестација традиционална Карневал Прочка, кој што годинава по пауза од 2 години се враќа во Прилеп. И тоа не случајно, тоа е 20-то јубилејно издание на Карневалот Прочка, манифестација која што не остава рамнодушни со оглед на тоа што секогаш за оваа манифестација се возобновува традицијата, се потсеќаме на каков начин се прославува, се одбележува овој голем празник во православието. Со нас тука денеска е Ванчо Георгиев, председател на Сдруженијето Прилепски мечкари, еден од луѓето кој што е од првиот момент во организацијата на меѓународниот карневал Прочка во Прилеп, со кого што ќе проговориме за најавата околу тоа дека општина Прилеп е организаторот и најголемиот поддржувач на овој карневал Прочка, што може да се очекува овие неколку дена за карневалот и на каков начин оваа година ќе биде организиран. Напоменавме дека 2 години имавме пауза, но еве да се подсетиме и низ времето на каков начин се организираше овој карневал и што значи за Прилеп. Добро ни дојдовте во нашето студио. Добро. Најпрво еве да напоменеме дека во текот на утрешниот ден општина Прилеп има најавено пресконференција на која што ќе ја каже програмата во овие неколку дена на каков начин ќе се одвиваат сите настани што се веќе на некој начин и поттикнати за одбележување на Прочка. Како се подготвуваат прилепските мечкари? Па вака, ќе почнеме прво со прилепските мечкари, бидејќи јас сум од првиот ден со регистрацијата на прилепските мечкари председател на ВЕД, потоа ме избра за председател на меѓународниот карневал Прочка. Минатата година се формираше ефект на Македонија, кај што сум избран за подпредседател на ефект на Македонија. И бих сакал да кажам дека со тек на времето ние созреваме, согледуваме какви маски европски, тоест маски кои учествуваа на големите карнавали во Европа и се потрудивме ние да ја осовремениме маската во смисла на изработка на нови костуми, но обичајот се останува ист. Во обичаите, тоест во традицијата не можеме да менуваме, бидејќи таа е со векови стара традиција и секое движење на мечкарот и мечкарите во алегорична смисла на зборот нешто представуваат. Јас сум имал прилика повеќе пати да ги објаснам тие, но сега ќе ги повторам бидејќи се повтара, тоест треба да кажеме и да ги подсетиме слушателите дека неслучајно прилепските мечкари се едни од најпопуларните на Балканот, бидејќи се гледани и следени на сите карнавали на кои се учествували. Морам да напоминам дека прилепските мечкари е зимна маска, замислете си летно време со 40-35 степени, облечен во кожа, тој не може да учествува, не може да дефилира, така да и затоа и ставиме во таа категорија на зимни маски. Оваа година скупно мечкарите собраа околу 450 нови кожи, тоест купија, ги ставија и еве сега забрзано се работи да оваа година настапеме за прв пат во нови костуми. Какви кожи се тие? Тие се јагнешки кожи кои се обработени, ставени, така да за повеќе години ќе имаме сега веќе униформа, која униформа подобро ќе представи прилепските мечкари неголи досега, бидејќи лошо изгледаше настапот на прилепскиот мечки со стари изедени од молци, кожи и така, а сега така ќе бидат полични и по-представителни. Обичајот на прилепските мечкари значи многу. Ние ќе видат дека носиме сито или решето, во кој има шикерчина, во еден има со тоа движење меѓу луѓето, значи ја опишувам прилепската мечка како символ, носи голем стап, на кој крај од стапот треба да има
дали ќе биде птица, дали ќе биде кожа од лисица или опашка од волк. Сите тие символи има неко значење. Дури во старо време, па и денес се верувало, сите жени кои не може да останат бремени, ако некој мечкар ја допред на рамото со стапот, со тие символи, и биде просеана со овој пепел кој го има во ситото, ќе има рожба. Така се верувало од поколение на поколение и така и нас ни кажано, така да и ние одеме. Во самиот ритуал на изведување на Прилепското мечкарско оро, старата мечка, не старата мечка одумира, таа паѓа, а народот кој гледа вика еден падна таму. До него да се појавува меченц, значи мал мечкар, што значи старото одумира, веќе најавуваме нова пролет, нов живот, така да ова е символично многу значајно за одумирање на старото, доаѓање на новото. Значи тоа е тој оној ритуал кога се игра, кога сите мислат дека еве тие се во транс. Во трансот значи тоа. Па видите, трансот остана од многу години. За да се биде прилепски мечкар на времето имало некакви непишени пропозиции. Значи, мечкарот што треба да се преправи на прочка, не смее да спие со жена 7 дена. Во тие денови мечкарот треба да ја испусти душата, а пред да дојдат веќе за време на препремањето, облекувањето, мечкарот пие доста алкохол, затоа викаме мечкарот е во транс. Се е нормално, има и такви, но зборуваме за тоа ќе вика тие се веќе паднати во транс и тоа тркалење по земјата, тоа паѓање на земјата, тие писоци од зрулите тапаните, сето тоа е символ на истерување на злото, на одумирање на старото. Ние имаме и симпозиум овде, Балкански симпозиум за значењето на прилепските мечкари и мечкарите на Балканот, каде што многу позитивно се изјаснеа гостите од другите држави и кажа дека овој обичај е многу голем и треба како таков да се заштити. Ние пред неколку години, благодарение на локалната самоуправа, поднесоме барање и пред 2 години прилепските мечкари се заштитија, тоест ја признаа како нематеријално богатство на град Прилеп со сите своји обичаи. Ние го тоа имаме и снимано како филм и текстуално каде опишуваме секоја ствар што символизира. Така да останува за векова заштитена прилепските мечкари во културно наследство на град Прилеп, што за нас представува голема чест. Она што е интересно за прилепските мечкари е дека обичајот е поврзан со касапите. Зошто е поврзан со касапите? Што сака да се символизира преку ритуалите кои што се прават за време на велики поклади, односно прочка? Како сите занечи, така и прилепските мечкари го добиле тој ден како нивен, како ден на касапите, во кој вие знаете дека прочка не е само во недела, туку ние имаме повеќе денови, почнувајќи од четврток, завршувајќи до понеделник. Во понеделник е најголемиот ден за мечкарите, бидејќи ода на некој свет храм, каде што сите си падаа свеќа, сите се православни, се мола на Бога да му се простат сите гревови во текот на годината кој ги има направено. После тоа завршува со еден заеднички ручек, во кој има веселба, во кој почнуваа они повторно да ги грешат своите души во чест на занаетот, на работата кој тие се определиле. Она што е интересно, јас сум учествувала само еднаш досега во овие толку години од одржувањето на манифестацијата. Мечкарите се подготвуваат за прочка пред изгреј сонце.
Зошто на таков начин? И стварно е специфично кога човек ги гледа на каков начин се подготвуваат, со каква желба, со каква радост, со каков кејф тоа го прават, но учествуваат и многу млади тука. Прашањето ми е зошто пред изгреј сонце и дали има интерес од страна на младите да учествуваат во овој ритуал? Па, нашата цел беше со регистрацијата на приливските мечкари како здружение да направиме и подмладок. Бидејќи во ниеден занет, во ниеден спорт нема опстанок ако нема и подмладок. Сите тие внучина, деца на касапските фамилии го наследуваат ова и тие полека со тек на времето голем дел од нив кои имаат желби и доаѓаат на припремата на облекувањето на мечкарите, ги гледаат самиот настан, бидејќи тоа е стварно еден голем ритуал. По старите касапи ги облекуваат по младите. Тука има шали, тука има вицеви, тука има една атмосфера во која стварно вреди да се учествува и да се види. Во тој момент ги припрема. А младите, бидејќи тие се така развиени, тоа сето го абсорбира. Согледуваат дека мечкарите се позитивна работа. Не се како што се мислило плашила, не се како немаме ние веќе обичај да станеме на улица да го сопреме со бракеот, па да правиме лоши настани. Тоа е веќе од 2000 година наваму изфрлено, така да ги немаме тие работи, туку сите се позитивни, тоест одржување на традицијата на приливските мечкари. Како ќе биде планот за приливските мечкари оваа година? Дали нешто ќе има изменето во однос на тие традиции? Колку мина ќе учествуваат? Па, ние сме припремени од 40 до 50 души да се облечат. Во традицијата не можеме да минуваме, но ново е тоа што ќе бидат сите во нови костуми. Сите ќе полесно ќе се движат, не може, тоа е неверојатно тие 5, 6, 10 кожи зависи од големината на касапот, на човекот кој се облекува. А сега е многу полесно. Новина и за пофалба што еве ова раководство сега направи и смогна сили да направи поголем број на кожи, како би можеле сите касапи кои има желба да се облечат во мечкари. Вие го отворате на некој начин карневалот Прочка. Први сте вие кои што продефилирате на дефилето кое што ќе биде во центарот на градот. Како понатаму, значи во текот на тој ден, и знаеме дека во понеделникот е постното гравче. Да. Вака, традиционално, од почетокот на меѓународниот карнавал, веќе меѓународен карнавал, мечкарите го отвара карнавалот. Со овие зурди кои ги имаме ние и тапани, го најавуваа карнавалот. Знаете како секој добронамерник кој случајно се нашол во центар на Прилеп, кој ќе слуша зурлите и тапаните, од љубопитност ќе сака да види што и како и кој е. Јас сум задоволен од присуството, без обзир на времето, имало и добри и лоши денови на Прочка, има голем број на гледачи. Ние направивме од Прилеп еден карнавалски град во Европа. Ние мината година имаме, не мината, пред 3 години имаме гости од Бугарија, дојдени само за гледање. Доваѓаат гости од Скопје, од Битола, од Охрид. Тоа представува голема работа за Прилеп. За Прилеп представува голема работа, што се надевам дека ќе прерасне уште поголем, бидејќи сега овие 2 години таа болест, таа чума на 21 век, еве не отрина малку од културните настани, но се надам дека ќе дое подобро време и ќе почнеме и ќе го подигнеме малку Приливскиот карнавал на повисоко ниво. Да, тоа беше интенцијата. Јас би сакала да ве запрашам, рековте дека прилепските мечкари, односно традицијата која што е за Прочка на прилепските мечкари е заштитено национално богатство.
дали постапката ќе оди уште погоре во институциите? Дали е нешто што ќе запре тука, бидејќи сега е во рамките на град Прилеп? Но има ли шанси како одредени обичаи што се низ државата да прерасне богатство кое што ќе се негува и на државно ниво? Веќе е призната на државно ниво. Министерството за култура не издаде во службен вестник одобрение во кое не признава како нематеријално културно богатство на град Прилеп и Република Македонија. Но сега вториот степен за промовирање, тоест проширување на нашето културно богатство надвор од државата е УНЕСКО. Ние мора поднесеме сега барање преку Министерство за култура, преку нивни делегати кои ќе ги прата некое време прилепските мечкари, со традицијата, со настаните, со обичаите, и они ќе оценат по неколку години дали можат да не примат како маска, заштитна маска, призната и заштитена од УНЕСКО. Сега прашање што се однесува до организацијата на карневалски градови на Европа. Она што беше интересно, кога за прв пат Прилеп кажа, организацијата на град Прилеп кажа дека ние влеговме во таа организација на карневалски градови, од какво значење е тоа, со оглед на тоа што ми се чини дека нема поголем град во Европа кој што нема одреден карневал. Дали тоа што сме ние дел од таа организација на карневалски градови на Европа, на некој начин градот го прави на едно повисоко скалило и што значи тоа за Прилеп? Еве да кажеме за воиднина. Рековме пандемијата е веќе при крај, ќе се отворат сите граници, да веруваме дека не чека подобро утре, па и во делот на културата. Вака, со зачленувањето во ФЕК, ние направивме многу. Мислам, градот Прилеп. Може не е захвално да се спомне име, но јас ќе кажам, благодарение на бившиот градоначалник Маријан Ристевски, Прилеп го доби тоа што го имаме сега. Тој даде голем допринос за зачленувањето на Прилеп во ФЕК, бидејќи целосно не поддржа. Прво прашање, што доби градот Прилеп како град, што не се зачленивме во ФЕК. Градот Прилеп е забележен на туристичките карти во светот. Ние на 5 јуни 2006 година званично сме примани. На 6 јуни веќе бевме во Лос Анџелес на туристичка карта на светот како иден град на карнавалот. Бидејќи пред тоа имаше представници од европските карнавалски градови, тие го ценија и не поддржија на конвенцијата во Мали Винодолс во Хрватска и тогаш фактички не примија. Сега не е може толку и значајно да се спомне тоа дека ние сме примени под уставното име Република Македонија и немаше никакви проблеми, не примија и со завршувањето на приемот примеме честитки за тоа што веќе имаме обврски за тоа. Со зачленувањето во ФЕК имаме делегација од европските карнавалски градови. Колку градови членуваат во таа организација? Во таа организација се, не јас точниот број не го знам, но мислам дека се над 300 градови во Европа. Неколку градови се многу големи, значи многу големи карнавали има, кај што е седиштето на мечкарите, кај што е седиштето на кукларите, така се Венеција, така е Риека, така е Перник, така е Патра и така секој карнавал има свое значење, бидејќи карнавалите се дела на повеќе категории. Изработка на возила, изработка на фигури, изработка на кукли, изработка на маски и така. Така да ние сме горди први, што Прилеп успеевме да го зачлениме во ФЕК. Ги исполнуваме сите обврски кои ги имаме како град. Не поддржува сите билтини, сите известувања кои ги има ФЕК на Европа, ги добиваме ние како Прилеп и подпомагаме колку што можеме
за да се организира подобро. Ние имаме замислено дека можеме уште малку повисоко да го направиме Прилепскиот карнавал, но да се надееме дека таа пандемија ќе заврши. Ова година не може да се пофалиме, бидејќи до овој момент сега не знаеме дали ќе се одржи карнавал. Ние работиме, припремани сме, се е готово за да го држиме. Но така беше и полани, се најави, се отвори во Перник карнавало и вечерта се забрани. Така да се надееме дека за овие 2-3 дена нема да има влошување на ситуацијата, ќе го држиме каков таков, само да не одумри. Многу е битно, бидејќи голем број од ентузијастите кои изработуваа маски, директно или индиректно така се откажуваа, не затоа што веќе нема, зошто ќе инвестираме, зошто ќе правиме, за да се направи една добра маска. Треба време за вежбање, треба време за движење. Не е само собери 20-30 учесника и продефилирај. Да, треба да се осмисли. Треба да се осмисли, сценографија треба да се направи, костуми треба да се направат. Имаме ние во Македонија еден така, по мене, поголем карнавал во Струмица, кај што работат фамилии по 6-7 месеци, кај што една маска кошти 5, 10, 15 илјади евра. Така да не е само да кажеме учествуваме на карнавалот со ова. Ако гледаш и прилепските мечкари, ако го претвориме сето тоа во пари, во тие кожи, во шиње, и тоа е пари. Тоа е пари. Сега ние се следуваме секој на свој начин. Ова година максимално, значи, се вложија прилепските мечкари. Помош нема нигде. Може нешто да имаше спонсорство, но тоа е многу минимално, не вреди да се потенцира. Значи ли тоа дека за одржување на еден карневал, како што беше Прилеп во најдобрите денови и години, треба поддршка и од локалните стопанственици, треба поддршка и од локалната самоуправа, ако сакаме да обстане, заради тоа што рековме, вие сте иницијатори за овој карневал како здружение, но сепак ако станува збор за учество од луѓе од странство, од организирани карневалски градови, како што беше случај тоа, треба навистина многу повеќе луѓе да се ангажираат за Прилеп да биде центар на тие карневалски градови за тие неколку дена колку што се одржува карневалот Прочка. Вака, ние сме организатори, соорганизатори со нас е локална самоуправа, без која овој карневал не може да обстане. Минатото раководство, мислам периодот на Маријан Ристевски, Советот на општина Прилеп донесуваше одлука да сите кафичи работат неколку сати продолжени. Првата година беше слаб одзив, втората година веќе газдите на рестораните направија одела, направија маскирање, така да тука го гледаме профитот. Тука го гледаме интересот на градот Прилеп, бидејќи сите излегуваа и се забавуваа. Овие 2-3 дена, додека беа гостите овде, градот беше пол, немаше место кај да се отиде. Сите странци доаѓаат, бидејќи Прилеп и Македонија е релативно поевтино неголи другите европски градови, за наши услови оставаат доста пари, беше интересно, беше забавно. Да. Беше забавно да се отиде негде, а на денот на маскирањето одаа до хотелите, одмара и после излегуваа сите заедно. Бидејќи така беше поставено, што се спиеше неколку дена овде во Прилеп и беше интересно да се излезе на Прочка во Прилеп, бидејќи голем број на луѓе имаше од странство. Која година според вас беше година која што беше најбогата за карневалот Прочка во Прилеп, бидејќи различни беа бројките, имаше од соседните земји, јас колку што се сеќавам, бидејќи јас на некој начин сум учествувала во одбележувањето на карневалот низ призмата на телевизиските камери, но ми се чини дека, може би грешам, но некаде 2014-2013 година беа години кога имаше најголем број на гости
многу од странство и од цела држава. Центарот на Прилеп беше обоен во различни бои, пролетно. Така е. Вака, сега вие ме прашате која година имаше најмногу гости. Како созреваше карнавалот, така се зголемаше бројот на посети, тоест на посматрачите. На првите години ние направиме, тоест локалната самоуправа направи многу за Прилепскиот карнавал. Се организираше масовна покана на блиските градови Кавадарци, Битола, Кичево, Македонски Брод, Крушево. Со оваа покана ние даваме до знаење дека се прави нешто големо. Но ни требаше време да созрее. Точно е тоа дека од 2012 па навамо рапидно броја се зголеми. Како на гости, тоа може се провери и преку хотелските сместувања. Странци дојдени за ден-два, посматрачи само на Прилепскиот карнавал. Тоа беше голема работа. Така да се согласувам со тоа дека од 2011 па до 2016-17 беше неверојатно. До пандемијата беше неверојатно голем бројот и на посматрачите и на гостите од другите градови. Каква е соработката ваша со останатите карнавалски градови во овие години кога светот мируваше во овие 2 години? Дали некаде се одржуваа карневали? Еве кај нас, например, во Вевчани годинава се одржа карневалот, но во овие 2 години со оние што најмногу соработувате, дали тоа е од Бугарија, Перник или од Грција, од Хрватска, чинам дека имаше и од Словенија, како беше таму ситуацијата и какви се најавите кај ни во однос на возобновување на традициите за организација на овие карневали? Вака, овие 2 години фактички не постоеше нигде карнавал. Не се одржуваше, постоеше, не се одржуваше. Скришум се одржува некои манифестации или обичаи, како во Птуј, во Мозарје, али тие беа толку мали групи, бидејќи сегде пандемијата не бираше место и град. Таа е фати цела Европа. Најголемиот карнавал на Балканот, кој е за мечкарите, е во Перник. Тој не се одржа 2 години. Ова година не го одржа со гости од странство. Не го одржа со гости од другите градови. Само групите кои беа од Перник, тие учествуваат. Малите места, како што се Батановци, Арџеловци, кај што има големи маски, тие локално си го направи тоа. Исто така и Риека го направи така, и Птуј го направи така. И сите други градови кај што се досега се одржува, нема покането гости од странство, нема покането други групи, бидејќи и препораките на медицинските лица кажуваат да нема големи собирања, да нема големи, бидејќи ипак тој вирус се пренесуваше со групирањето на луѓето. Страмежливо се направи во Вевчани. Да. Тие го скршија ледот, но благодарение на тоа што се намали и пандемијата. Голем број на лица се оздравија. Сега се надеваме дека и кај нас ќе биде така и ние ќе го држиме, но не со тоја масовност, не со присуство. Ние ќе имаме присутни, бидејќи сме член на ФЕК, од бордот, колку да го одбележат неколку делегации ќе дојда, и ќе имаме присутни лица од Републикава, но тоа ќе е многу малку, незначително. На крајот од разговорот би ве запрашала што, доколку имате моќ, би направиле за овој карневал? Како мислите дека според вас треба да се одржува во иднина? Еве, започнавме, ја прекинавме таа 2-годишна пауза. Што понатаму и како? Дали треба да остане во центарот, дали треба да биде на отворено, треба ли некои нови обележја? На каков начин би се збогатувал според вас? На ова прашање јас сум размислил многу време, бидејќи ме мачи мене масовноста на овој карнавал. Кога би можел и кога би имал јас могуćности, би го задржал местото на одржување, бидејќи центарот си е центар во кој што традиција има долговечна Прилеп да излезе на Прочка. Без обзир дали се одржува карнавалот или не,
да прошета, да отида кај најблиските, да се преправат дечината, па и младите, тоа е голем символ на Прилеп. Тоа јас би го канализирал сето да помине, како тако, бидејќи тој обичај е на Прилеп, како што е во Птуј, Словенија. Сите маскирани поминуваат на дефилето. Без обзир колко е групата. Друго, мора да се размислува, мада знаеме дека сме ние финансиски многу со мал фонд на средства располагаме, би направил или би одвоил или би барал од Министерство за култура, ако тие кои инвестираат во маски трошаат собствени средства, ќе кажем минимално 2, 3, 5 илјади евра, 1000 евра нека се, тие ќе бара на некој начин да си го врата. Да ги покријат трошоците, не да го врата. Тие не го работат карнавалот за профит. Тие го работат карнавалот за тоа што го сака карнавал. И би направил еден концепт во кој без информирање, каде сме учествували ние како прилепски маскоти, учествуваме скоро на сите карнавали. И сте освојувале и награди доста. Награди, признанија, бидејќи Прилеп и се белуваше со неверојатно добри маски. Ние имаме, сад да не ги спомнам неколку души, нема да испомнам од причина да не заборам некој се налута. Имаме такви кореографи кои може да направат сварно европска маска. Се чудеа представниците на ФЕК кои ги видеа овде пример Сармате, Пивофест, Тутоленд и многу. Ние испевањето на Крале Марко и Црна Рапина го направиме едно неверојатно добро. Нашите луѓе кои се занимаваат со формирање, тоест креирање на маски, тие се многу напредни, во спорево со другиот народ. Ние сите настани, меѓу првите маски кои се направи во Прилеп беше Бојко Леко. Знаеме кој е Бојко Леко, знаеме како се однесуваше. Ја направи еден ентузијаст кој секоја година прави алегорични маски со кои има голема цел да индиректно исмее некои работи, тоест укаже да се коригираат бидејќи тие работи не се како што треба. Тако е, Тутулен таков е откупа на Тутон, тако. Маски кои се случуваа на нашето поднебе, бидејќи Прилеп е градот на Мермир и Тутунов, тие го направиа тоа. Така да има можност, сите тие би ги финансирал, би направени добри маски, како би може да настапат на европските карнавали и да бидат запазени со нашите проблеми од општина Прилеп. На таков начин би ја представувале и Прилеп, би го представувале и градот, но и Македонија како држава. И би предизвикале интерес за луѓето од странство да доаѓаат кај нас, а сето тоа е еден вид на туризам, карневалски туризам, како што рековте, да заживее и чаршијата, да заживее и градот. И на таков начин пак да се зачуваат и традициите, да се поттигне и креативноста, затоа што она што му треба на луѓето денеска е да бидат креативни, ако не друго барем да заборават на она што се случува околу нас, а има многу нешта за да се заборават. И јас на крајот ќе ви се заблагодарам за учеството во нашата програма. Ние ќе бидеме присутни на Карневалот Прочка, ќе се обидеме да ги одбележиме сите настани поврзани со Карневалот, а тоа е 4-дневно дружење, бидејќи 4 дена трае Карневалот од петокот, вклучително и понеделникот, кога завршува со посното гравче на манастирот Свети Ѓорѓија. Ви посакувам се најдобро, да останете уште долго време во организацијата на Карневалот Прочка и секојаш да ни носите новини кои ќе значат промоција на градот и на Македонија. Ви благодарам.